За Джим Божанин и воопшто фамилијата Божанин од село Трсија има многу да се прикажува. Во овој контекст би сакала да ги спомнам неговите родители Спиро и Трајанка, кои не се пишманеа што својот имот беше гаранција за, како и другите македонци кога се градеше црквата Свети Климент Охридски, што така направеа само и само да се изгради вистински македонски храм, со кој македонците во Торонто и околината да се гордеат со свое македонско. Но тука несебично беа активирани да помагаат во црквата Свети Климент Охридски на секаков начин и Джим, и Крис, па дури ќерките на Спиро и Трајанка. Но не е само тоа. Джим и Ана Божанин помагаа и во македонскиот хокејашки тим, донира исто така на македонските медиуми, потоа во канадско-македонскиот пензионерски дом, а да не зборуваме и во многу други друштва како Трсјанското, Леринското и слично. Джим Божанин и неговиот брат Крис Божанин со група на македонци кои живеат во градот Ејџекс, Пикеринг и околината беа иницијатори пак за изградба на македонски духовен храм во Ејџекс, а токму затоа и неговото име е зарежано во камен темелникот на Македонската православна црква Света Недела во Ејџекс, каде тој беше и првиот подпредседател на управата на црквата. За Джим и Ана Божанин не само македонците, туку и од другите етнички групи знаат како во Торонто, така и околината. Како што се зборува, тој е еден од поистакнатите македонци кои помогна за да од надлежните на општината на градот Ејџекс без проблеми да се изгради црквата Света Недела токму во Ејџекс. Со голема љубов и ентузијазам, Джим во машката управа, а неговата сопруга Ана во женската секција на Света Недела, која ден денес е активна, тогаш пак заедно со нивните деца, а сега веќе фамилиарни, одговорно вршеа многу работи во црквата. Интересно е пак што за трсјани има што да се кажува, како тврдокорни, бранители на своето македонското, а да не зборуваме заштитници на фамилијата своја. Токму во овие мои зборови е кажан и нашиот сонародник Джим Божанин. Меѓутоа, тој не е човек со карактер кој трпи неправди. Знае и да го повиши гласот не гледајќи кој е и што е, па макар и председател на држава да е. Но тоа тој го прави кон оние кои неправедно работаат. Меѓутоа, Божанин се осеќа, во карактерот на Божанин се осеќа и мекоста на неговото добро срце, а народот и толку многу го почитува затоа што е со таков карактер. Джим и Ана Божанин, горди на своите деца и фамилијата, а посебно на 7 внуци, нивната желба е да се радуваат и на нивни свадби, па и за правнучиња, а овој пат посакуваат на сите најблиски родни, пријатели, соселани и на целиот македонски народ да им ги честитат престојните великденски празници, за да и за многу години вака слават, а се разбира и со убавини и обединување на Македонија. Солзите мои твои, наши егејски, со години што низ лице се пролеани. Море егејско ке преполне ме, болка в градите се смирува. Ај, наша судбина. Јас добро знам, ниту ти не ке заборавиш.
Помогнете радиопрограмата Глас од Македонија, која е веќе 52 години со вас. Вашите реклами, честитки, доброволни прилози и слично ќе бидат од голема помош за да и понатаму продолжи да се емитува оваа најстара радиопрограма во диаспората. Телефонот е 647 780 6549. Исто така да спомнам сите вие кои потешко можете на вашите радиоапарати да ја слушате радиопрограмата Глас од Македонија, доволно е во недела од 6 часот навечер да звоните на 416 593 0055, да повторам, 416 593 0055 и можете слободно преку телефон да ја слушате ова радиопрограма Глас од Македонија. Вие пак кои сакате да патувате за Македонија, ви ќе морам да признам дека скоро местата се пополнати и многу се поскапи, затоа побрзајте за да не останете разочарани. Телефонот е 647 780 6549. Местото и градот на марката Volkswagen е едно, на 7997 Кенеди Роуд и Хајве 407. Дали сакате да купите ауто, да лисате од марката Volkswagen или ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел, тука меѓу вас е нашиот сонарник Васил Кајчевски со телефон 416 725 6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и загарантиран из целиот свет, а се разбира и квалитетниот сервис што го прави токму Васил Кајчевски. Телефонот е 416 725 6335. Да ги проследиме блиц вестите од Македонија. Ви благодарам за присуството. Оваа пресконференција на Левица е свикана по повод резултатите на пописот кои што се одржалани, кои што сега пред малку беа соопштени. Ја прво би започнал преку целата церемонија со која што тие резултати беа соопштени. Ние имавме, дипломатски кор, таму важени гости и слично, што во другите држави апсолутно не е случај за една статистичка операција вие да правите толков циркус. Малтene на стадион требаше да се соопштат резултатите. Очигледна е тенденцијата да се бара легитимитет. Ако веќе нема легитимитет кај народот за овој процес, тогаш да се бара легитимитет кај странскиот фактор. Овој попис не беше ништо освен една политичка операција изведена под палката на ДУИ, а одобрена од СДС. Имавме многу говори и гостување по емисии слично кај што образложувавме зошто законот за попис зошто е проблематичен. Еве само ќе набрам најглавните работи. Прво и основно законот за попис го шверцува со европско знаменце, што не е случај во ниедна држава. Понатаму имавме попис на диаспора, што не е случај во ниедна држава. Имавме попишување со само давање на матичен број, што ги крши сите меѓународни стандарди. Имавме ситуација да може трети лица да даваат лични податоци, што е забрането со меѓународни конвенции кои што Република Македонија ги има ратификувано. Имаме ситуација да документи за идентификација да бидат во законот насловени со одветни документи. Намерно не се прецизирани за да може да имаме манипулации и на крај секако врзаниот попис на заменикот директорот на ДУИ за да може да ги добиеме овие ја ќе ги наречам буквално фалсификувани и штелувани резултати кои што ги добивме. Тие и самите признаа некаде околу 132.000 луѓе внеле само од базите. Ако имате таква ситуација, тоа де факто излегува дека тие луѓе бойкотирале. Ако тие луѓе бойкотирале, вие немате валиден попис. Со внесување на стотици илјадници луѓе во базите, вие немате валиден попис. Во што се претвори пописот последните денови, ако се сеќавате, имавме така наречени пописни канцеларии, што е нонсенс, кај што луѓето трчат. Веќе попишувачите не ни идеа по домовите, него буквално луѓето беа стимулирани да идат по некакви пописни канцеларии, да оставаат матичен број име и презиме, што е смешно и не соодветствува со ниеден меѓународен стандард. Понатаму, дека овој попис е фалсификуван, се гледа и по тоа што Апостол Симонски тврдеше дека првите резултати ќе излезат во јануари, ние во јануари ништо не добивме. Понатаму тврдеше дека целосните резултати ќе се за 6 месеци, а ние добивме само делумни резултати сега и
тука еве и накратко една работа, значи што се однесе на пример до домакинствата, апсолутно тие не можат да бројката за домакинства е неточна затоа што сите податоци кои што тие ги имат во базите се лични, што значи тие не можат со никакво вкрстување да до домакинства. Значи освен етничката припадност на која што сега ќе дојде на ред и ќе се задржам, сакам да кажам дека сите други параметри се фалсификувани, нагаѓани, што значи дека нема да имаме никаква од нив статистичка корист за планирање, например, економијата, образованието, значи и така натаму. Значи, еден од најголемите проблеми попишувањето на диаспора. И сега, ако вие попишувате диаспора, треба да попишете нели целата диаспора. Ние гледавме како Груби Османи Бектеши, што се министри во владата на Република Македонија на државен трошок трчаат и лобираат само една етничка заедница да се попишува од диаспората и дури странски државници како Курти и Рама, кои што исто така лобираа. Значи процесот беше целосно едностран. Според податоците ние кои што ги имаме ажурирани, во Република Македонија има 2.4 милиони државјанства. Тие попишаа, мислам дека 2.1 нешто така, од прилика 300.000 државјани, тие имаат непопишано. Што значи, еве ја ќе ви соопштам, спрема податоците кои што ги имаме од МВР, според државјанствата, како всушност стои ситуацијата, пошто нели и самите министри од ДУИ тврдеат дека главен критериум на овој попис е да имат нашите нели иселеници државјанство и со тоа ги мешаа значи резидентното население и иселениците. Значи според државјанството 2.4 милиони. Македонски државјанства, луѓе кои што се декларираат како македонци има 72.66, албанци 16.7, потоа роми 2.66, турци 3.85%, значи Србија 1.78 и така натаму. Значи ова кога ќе се надоврзе на сите други штетни договори, зборам и од Охридскиот, и од Преспанскиот, и Бугарскиот, и Законот за јазици, значи ние идеме кон едно свесно или не знам несвесно разнебитување на државата и државотворниот статус на македонскиот народ. Значи ДУИ, ова иако е подпалка на ДУИ, ова не можеше да помине значи без дозвола од СДСМ. Значи СДСМ, партијата СДСМ за жал се има претворено во едно тендерашко друштво, јас морам да кажам, без никакво национално или државничко чувство. И тука мора да се спомне, значи, и улогата на ВМРО да помане, иако нивните пратеници одржаа десетици говори у парламентот, нема еден збор позитивен да кажат за целиот процес на пописот, на крај сепак тие го поддржаа, му дадоа легитимитет и сега останува да се види дали ќе смогнат храброст и ќе покажат малку политичка кичма да му застанат на на патот на овој процес и да не го признаат пописот. Значи, јас еве кажувам јавно, левица не го признава овој попис, овој фингиран, апсолутно фингиран попис. Ние ќе бараме од позиција на власт значи да се изврши нов попис кој што ќе биде чиста статистичка операција и целиот овој случај значи ќе биде детално истражен, начинот на кој што биле фризирани, именувани резултатите, внесувани луѓе во бази, сето тоа ќе се истражи и ќе следуваат кривични пријави. Значи кривично гонење за сите кои што учествувале во овој процес.